Почитувани присутни представници на медиумите, почитувани граѓани. Денес има две вести кои што се важни за Македонија. Првата е лоша, но и очекувана. Власта како почна, така завршува. Со газање на процедурите, силување на законите, непочитување на уставот. Денот го завршуваат со закон за спас на криминалот на Заев, за спас на неговите соработници и слуги. И тоа донесен на незаконски начин, противправен и криминален. Втората е добра вест, а тоа е дека Зоран Заев е готов. Владењето со свитка на кичма завршува. Денес завршува најсрамната и најкриминалната епизода во поновата македонска историја. Завршува Заев. Ова е денот за кој се обврзав пред моите соработници, пред партијата кон која 3 години тие истите водат прогон. Пред народот кон кој сакаат да го избришат. Пред граѓаните кон кои удира и ги осуромашува овие 3 години. Дека оваа власт мора да падне. Заев и неговата антинародна и антимакедонска влада да си замине и никогаш повеќе да не се повтори. Денес дојде тој ден. За ова се боревме. И дотука дојдовме низ жестоки 25 месеци моје раководење со ВМРО ДПМН. Со многу удари, паѓања, кои преминаа во победи, неверувања, кои се претворија во верба за победа, и ќе бидам отворен и искрен, како и секогаш. Имаше моменти кога ми велеа да се водам според емоцијата. Тогаш јас одлучив да се водам според разумот. И се што правев досега, правевме заедно за да дојде овој ден. Тоа беше мојата стратегија. Да дојдеме до избори. Да дојдеме до шансата народот да одлучува на избори на кои нашата победа е известна. Да биде исправена една историска грешка. Денот кога во собранието на Македонија беше избран Зоран Заев. Зошто? Затоа што народот најдобро знае што се помина низ овие 3 години власт на СДСМ и Зоран Заев. Ова се 3 години на свитка на кичма, сменето име, избришан идентитет. На пазарање со најсветото, со историјата и одземање на иднината. Трговци. Ова се 3 години на неправда, брутален криминал и врзани очи на министрите и владата. Очите им се врзани пред сето ова затоа што тие се првите кои прават криминал. Не може државава да е прогласена за најкриминална во Европа, а ниту еден од власта да не одговара. Ова е време на рекет, милионски провизии, бизнисмени кои сведочат за рекет, притисоци, кеш за обвинители, корумпирано и распаднато здравство, време кога летаат Луи Витон ташните. Ова е време кога Заев се ослободува од подкуп. Гледаме како премиер се фари дека спонзорирал и знаел за рекет машинеријата на Јовановски, кога осудени криминалци се пуштаат на слобода. Кој одговараше овие 3 години додека Заев е премиер? Криминалците направија сојуз со власта. Слугите на Заев си ги заштитија бизнисите преку тоа партнерство. Ова е време кога на површина излегуваат сите лаги на кои Заев правеше кариера. Ова е време кога го пуштија Игор Спасов. Нема правда, нема ниту мир. Додека родителите на децата од Монструм, Заев им ветуваше вистина, ги пушташе нивните убијци на слобода. Ова се 3 години без иднина. Вратите на Европската унија не само што не ги отворија, туку со неправдите не оддалече. Секој ден сме се подалеку, зашто немаат ниту една вредност која е европска. Планови како 369 и слични бројки остануваат само како срамни бројки кои сведочат за неуспехот на Заев. Повеќе од 200.000 луѓе си заминаа за 3 години затоа што овде животот на Заев не го најдоа и си заминаа, се иселија. Ова се 3 години на лаги и неисполнети ветувања. Се сеќавате, 500 евра плата, 500 километри автопатишта, 100.000 денари плата за докторите, нов студентски дом, студентски град, нов клинички центар кој што исто така го нема, чист алпски воздух кој исто така го нема и нема да редам повеќе. Сите нив ги знаете и нема да им биде тешко повторно да лажат.
Но сега веќе имате искуство и знаете дека од овие ветувања нема апсолутно ништо. Сега вие одлучувате и знаете што треба да направите. Знаем и јас, а тоа е да ги поразиме заедно. Денес го слушам Зоран Заев, вели ке правел марш за правдата. Па каква хипокризија и лицемерие. Предводникот на неправдата, овие 3 години ќе прави марш за правдата или во реалност, марш за спас на милионите на вицето, марш за спас на плантажите од марихуана на неговите роднини, марш за спас на Заев од рекет, марш за спас на убиците кои ги пуштија на слобода овие 3 години. Патеката по која што утре ќе чекорате истата по која ќе си заминат после 12 април. Но има една работа со која ќе се согласам. А тоа е она кога вели Заев дека одговорност ќе има. Одговорност ќе има. А ти, Зоран Заев, ќе одговараш. Ќе одговараш. Запамети ги овие зборови. Мора да има одговорност. За мене лично и за мојата партија ова е битка на принципи. И мојата визија за Македонија почива на 3 фундаменти. Прво, честност и честитост по која работам. Второ, работа која мора да донесе резултати. И трето, одговорност. Запамтете го ова добро. Одговорност. Одговорност затоа што мора да има правда. Правда за секого, без оглед на политичката припадност или политичка неприпадност. Без оглед на името, без оглед кој со кого е близок. Мора Македонија да сврти нов лист, нов почеток преку кој ќе ги поразиме оние кои ни носат порази. Сакам да се обратам до честниот и напатен народ, до граѓаните чии срца се стегнати поради неправдите, сиромаштијата, проблемите. Доаѓаат подобри времења. Доаѓаат времења кога ќе има повеќе за секого. Ќе има стабилност и сигурно чекорење кон нашите стратешки цели. Повеќе за земјоделците, повеќе за работниците, повеќе за стопанството, повеќе за просветните и здравствените работници, повеќе за младите, повеќе за пензионерите, повеќе за секого. Обнова базирана на честност, принципи и правда. Обновата денес е неопходност зашто руинирана ни е државата, зашто мора да завладеат вредностите. Обнова која ќе донесе силна економија и силна држава, победи во секое поле, исправена кичма, чист образ и срекни лица. Ве гледам исправено пред вас и ви велам, ова е финалето на една битка за Македонија, битка за принципите и вредностите. И ова е мојата битка за мојата татковина во која што пораснав. Создадов семејство и се борам за заедничка иднина. Обновата доаѓа. Обновата која ќе решава проблеми. Одиме кон известна, голема, неопходна и заедничка победа. Да живее Македонија. И благодарам.